Ослободителни присуди за убиствата на Вања и Панче бара одбраната на обвинетите. Владко Кешишев се плашал од Палчо и му бил поданик, но не учествувал во убиствата, ниту во грабнувањето на Панче Жижовски. Неговиот адвокат бара да биде ослободен од убиствата кои му се ставаат на товар, а да одговара само ако има евентуална вина за грабнувањето на малолетната Вања. Бара судот има предвид дека токму Кешишев, поради грижата на совест која имал, ја одвел полицијата докаде што биле закопани телата. Сметаме дека единствено она кое што самиот Кешишев потврди дека имал учество е во делот на грабнување на оштетената Вања Ѓорчевска. Сметаме дека и овде нема нема основи за соизвршителство, а уште помалку за соизвршител во делот на убиство на Вања Ѓорчевска. Одбраната на Боре Видевски пак смета дека обвинителството не изнало никакви докази дека неговиот клиент е некако вмешан и во киднапирањата и во убиствата. Бара ослободителна присуда бидејќи целата истрага според него е политички монтирана и аматирски изведена, а целиот случај бил изведен како театар пред јавноста. Јавното обвинителство во сета оваа постапка се базираше само врз основа на предпоставки, само врз основа на конструирани изјави и само врз основа на изминено признание и на исказ на 20 од обвинетите. Вели Борманев пак да одговара само за киднапирањата на Вања и Панче, но не и за нивните убиства, бидејќи тој не знаел дека грабнувањата на крајот ќе завршат со убиство од страна на Палевски. Тој самиот признал, вели неговиот адвокат, за вмешаност во грабнувањата, но му укажал на Палевски дека Вања не е жената која требало да ја киднапираат и му посочил да ја пуштат. Имал претходно договор со другите обвинети, но немал умисла за извршување таков вид кривични дела, а инкримираните дејствија кои ги презел при извршување на кривичните дела грабнување немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство. Во неговите дејствија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените дејствија, поради тоа што против овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна пресуда, кажа адвокатот на Манев. И Владимир Туфекџик, адвокатот на таткото на Вања, бара неговиот клиент да биде ослободен од вина, бидејќи обвинителството немало доблест да го повлече обвинението, иако немале никакви докази против него. Самиот јавен обвинител на 11 јуни 25 година во завршен збор кажа, цитирам, не постојат докази за поврзаност или комуникација помеѓу таткото и Љупчо Палевски. Следното ручиште завршни зборови ќе даде одбраната на Палевски, како и сите обвинети. На минатото ручиште обвинителството побара доживотни казни за Палевски, Видевски, Кешишев и Манев, а таткото на Вања да биде казнет со соодветна затворска казна. Тамара Дичевска, Сител телевизија.